Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Високите температури ги полнат плажите долж Охридското езеро, но зад летната слика, со капачи и туристи, останува сериозен проблем. Поголемиот дел од капалиштата не ги исполнуваат основните безбедносни стандарди. Нема спасители, ниту обележани зони за капење. Туристите забележуваат, безбедноста е сериозен пропуст. Секако дека треба, поготово за помладите. Како и да има и непливачи. Така да би требало, меѓутоа не гледам дека има такво нешто. Нема, за жал, па еве порака до надлежните да се погрижат во иднина во интерес на безбедноста на капачите. Да, треба да имаме. Јас сум од Србија. Да, треба да има. Јас сум од Србија и жал ми е за момчето кое се удави, а немало кој да го спаси. Жал ми е за секој живот. Жал ми е што не е било спасиоца да му помогне да го спаси. Да, тоа спасува животи. Треба да се подобрат безбедносните стандарди. Ние имаме спасители на плажа, особено на посетените плажи. Кај нас во Холандија децата учат да пливаат уште на училиште, така што сите можат да пливаат и тоа спасува многу животи. Особено загрижува состојбата на Струшкото крајбрежје, каде со децени владее безредие. Плажите работат на диво, без никаква контрола. Значи мора да се стави ред. Сум побарал пред месец дена, продолжувам и денеска да го барам од Советот да донесе одлука, да има и јавни плажи по кои веќе ние ќе даваме сознание, сигнал дека сме присутни во плажите. Имаме веќе проект 3 месеци го имаме изработена, кај ќе има приватни, јавни плажи и кај ќе има приватни плажи. Првата жртва давеник во Струшко беше регистрирана минатата недела. 20 годишно момче го загуби животот по скок од педалинка. Ова е само една од многуте плажи на брегот на Охридското езеро, каде што не се исполнуваат безбедносните мерки. Нема наблюдувачница, нема обележано капалиште, а нема ниту спасител. Владата и представниците на најголемите синџири маркети постигнале согласност за преземање мерки со цел годишниот раст на цените на основните прехранбени производи во јули да биде под 3%. Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека на вчерашната средба биле анализирани ефектите од досегашната ценовна криза и биле дефинирани заеднички цели за стабилизирање на пазарот. Се согласивме дека граѓаните мора да добијат квалитетни производи по оптимално најниски цени. За таа цел во наредниот период ќе одржиме средби и со производителите, дистрибутерите и добавувачите, пошто сите заедно ќе донесеме заеднички решенија со цел годишната инфлација и цените на основните производи во јули да останат под 3%, изјави Мицкоски. Државниот пазарен инспекторат добил задача да направи споредбена анализа на цените по кои добавувачите им ги продавале истите производи на маркетите во мај 2025 и во мај 2026 година, како и на крајните цени што ги плаќале граѓаните. Целта на анализата е да се утврди во кој дел од синџирот се создава растот на цените на основните прехранбени производи. Само еден ден предходно, премиерот им порача на трговците, дистрибутерите и производителите дека нема да прифаќа изговори и дека владата ќе реагира доколку во наредните денови не бидат намалени цените. Во тек е конкурсот за најдобар расказ кој традиционално се организира во рамки на културната манифестација Вечер на Живко Чинго подсетуваат од општина Охрид. Право на учество има секој полнолетен граѓанин на Македонија кој може да конкурира со свој авторски расказ. Крајниот рок за доставување на расказите е 6 јули, па заинтересираните автори имаат уште неколку дена да ги испратат своите литературни творби. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени во дневниот печат најдоцна
доцна до 31 јули. За најдобриот расказ е предвидена парична награда во износ од 30.000 денари која ќе биде врачена на манифестацијата Вечер на Живко Чинго, која традиционално се одржува во Велгошти, родното место на еден од најзначајните македонски раскажувачи Живко Чинго. Кармен Боуцентар ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме топло време со услови за развој на нестабилна облачност проследена со дожд и грмежи попладне. Максималната температура до 30 степени. Утре во Охрид според најавите на метеоролозите времето ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура од 15 степени, а максималната дневна до 27 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 13 до максимални 35 степени. Утре ќе се задржи нестабилно време со дожд, грмежи и засилен ветер. Поради големата енергија во атмосферата, локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, силен ветер и појава на град. Во четврток и петок ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло.